на сите што дојдете малце покасно. Јас сум среќен што јас са бајле се вратив од една студентска конференција на која имав прилика да зборувам. Беше навистина благословено и ме покани. Студентската конференција требаше да се одржи во февруари, но од очигледни причини кои ги имавме со вирусот и све остало, мораше тоа да се одложи. Така да јас бев среќен што може да послушам, навистина. Може да бидам 2 дена со студенти кои имаат љубов за Господ, кои како да кажам, едноставно заинтересирани се и возбудени за еднината која Господ ја носи за секој еден од нас. Ме замолија, ако можам да зборам на темата, сега мислам дека ќе ја погодам темата за која ме вигна да зборам, беше напред во 3 точки нормалното. Сега збориме за тоа како да се вратиме назад во нормалното, но ти има за цел да размислуваме напред. Напред во нормалното. Што значи напред во нормалното? Размислувајќи јас во тој, како да кажем, процес на размислување, додека мислев што да зборам, малце чудна тема е таа напред во нормалното. Што би можел на тие студенти да им зборувам за тоа како да го насочат својот поглед напред и за каква визија да размислуваат за своите животи. Не можев да го превидам фактот дека цел викенд се одложи за речиси 1 месец заради вирусот. Едноставно тоа е бура која дојде ненајавено, барем јас не знаев, и која сите нас не зафати. Останало одеднаш, јас се сеќавам дека февруари, на крајот на февруари ние бевме за Данска, Ребека се уште беше таму. Да, лани беше, не сега. Да, од пред 1 година беше тоа. И бевме во Данска, јас, Фани и Никол бевме таму на една конференција, таму се уште живееше Ребека, учеше или не знам дали учеше ствари. Да, беше на пракса таму. Учеше и на пракса, беше во една црква и таму се сретнавме и само што дојдовме, имав еден ручек со едни мои пријатели и тоаш најавија дека ќе дојде, значи најавено е карантин. Тоа ни дојде како од никаде. Слушнавме овие чудни приказни за нашиве жени за 8 март што отишле во Италија и веројатно за тоа го донели вирусот на голема врата. Во секој случај дојде ненајавено, непланирано и навистина така дојде како една бура. Едноставно тоа е бура која дојде и не зафати сите. Веднаш размислував кога размислав за што да зборам, размислав за заклучокот од најпознатата проповед некојаш проповедана. Која е најпознатата и најважната проповед? Дали знаете? Како се вика? Проповедта на гората, која се наоѓа во повеќе евангелија се наоѓа, но во Матеј е најопширна и најубаво така составена од евангелистот Матеј. Проповедта на гората која Исус има од Матеј 5 до 7 глава. И таа прекрасна проповед, тие прекрасни учења кои Исус ги има таму, завршуваат со една кратка приказна. Тоа е заклучокот на таа проповед. А како гласи таа приказна? Исус вели вака: секој кој ги слуша моите зборови и ги исполнува или ги извршува, е како умен човек, умен градител, кој својата куќа ја гради на камен. И вели кога ќе дојдат бурите, таа куќа ќе остане. А секој кој ги слуша моите зборови и не ги извршува, е како неразумен човек кој гради својата куќа на песок. И кога ќе дојдат бурите, кога ќе удрат на куќата, таа куќа ќе падне и падот на таа куќа ќе биде страшен. Отприлика тоа е заклучокот на најпознатата проповед. И знаете ли што? Бурите ќе дојдат, сите животни бури ќе дојдат, ќе нависнат на нашата куќа која ја градиме, на нашиот живот. И Исус не ги става бурите како опционални, тие се загарантирани, тие доаѓаат, секогаш доаѓаат. Верувам дека секој од нас ќе посведочи за бура во животот. Во тој контекст јас сметав дека ние корпоративно или како тело, црквено тело, како локална црква, треба да размислуваме на каков темел го градиме ова заедништво на нашата локална црква. Сите ние посебно допринесуваме да се гради оваа локална црква. Ова, знаете ли што? Јас не сум платен сам да го градам заедништвото.
Тоа е невозможно. Сваѓате ли? Дури Иисус со своите апостоли кога го градеше заедништвото, многу голем дел од тоа заедништво зависеше и од самите апостоли, дали тие исто ќе вложат и ќе го градат тоа заедништво. Некои вложија, некои не. Некои едноставно си ги земаат тие 30 сребреници и си отидоа. Крајот им беше страшен. Но тие што се вложија, крајот им беше славен. Дури и со маченичка смрт, крајот им беше славен. Знаете, како што има лични животни бури, јас верувам дека така има бури кои погодуваат локалната црква. Засегнати сме како локална црква. Јас сум дел од локална црква целиот свој живот и сведочам дека некои локални цркви понекогаш во кои јас сум бил дел се погодени од бури. Тешки периоди во кои заедништвото се испитува. И тоа не е лесно, кој ќе удри голема бура од непријателот. Во тој момент, се што не е градено на вистинската основа, веруете, отпаѓа. Понекогаш тој е дел од заедницата, понекогаш тој е некој индивидуалец, понекогаш тој е пасторот. Кој ќе удри бура, тој има една особина на прочистување, како оган кога прочистува. Прашањето е како ние како локално заедништво, на каков темел го градиме нашето заедништво. Во овој контекст, ние сега мораме да погледнеме на добрите примери кои ни се дадени во Библијата за црквата која служела за пример на останатите цркви од Новиот Завет. Почнавме една кратка серија минатиот пат и денес ќе ја завршиме. И таа серија ја се нареков Завештание. Завештание. Го објаснив тој збор дека тоа е нешто како тестамент или како аманет или како наследство кое црквата го оставува, но е многу повеќе од тоа. Тоа не е само некакво, како да кажам, поседство, туку тоа е наследство, тоа е едно ветување кое е оставено за следната генерација, едно бреме, една задача, еден интегритет кој треба да го наследи следната генерација. Тоа е завештание кој е оставено од црквата која се наоѓала во Македонија во првиот век во времето на апостол Павле. Црквата на просторот во Македонија во времето на апостолите е доста значајна црква. Апостол Павле конкретно во црквата во Македонија и таа црква ја користи како добар пример за останатите цркви како треба да изгледа една локална црква. Јас таа приказна и репутација ја презедов како едно завештание за нас. Верувам дека има континуитет. Знаете ли што? Има континуитет, духовен континуитет, духовно наследство кое ние го наследуваме денес тука. Денес ќе читам повеќе текстови, нема да биде обична експозицијска проповед на еден текст, да се фокусираме, ќе има повеќе текстови затоа што сакам да најдам добри примери, да ги подкрепам за тоа што сакам да го читам сега и да го дадам како еден крајен пример. Значи, црквата во Филипи е црква од која апостол Павле е фасциниран. Фасциниран е. Ја користи како еден добар пример за другите цркви. За црквата во Филипи зборувавме минатиот пат. Црквата во Филипи има една многу значајна мисија, локална мисија, но и не само и локална. Минатиот пат зборувавме за давањето во црква. Колку црквата во Филипи дала, жртвувала од своите финансии, многу повеќе од колку што тие можеле да жртвуваат. Дале од тоа прекумерно, дале од тоа што тие го поседуваат, многу повеќе. И јас би сакал да ви прочитам само какво влијание црквата во Филипи има врз мисијата на апостол Павле, врз мисијата на црквата глобално. Ќе читам од Филипјаните 4 глава, 10 до 20 стих. Апостол Павле вели вака: Јас се зарадував необично многу во Господ. Знаете, апостол Павле се радувал, тој пел и во затвори. Но во овој момент кажува дека им го облеала една посебна радост. Необично многу во Господ се израдував. Зашто најпосле расцветавте во вашата грижа за мене. Вие и порано се грижевте за мене, но немавте згодна пригода. Ова го велам не поради скудност од нешто, не дека нешто ми фали, бидејќи се научив да се задоволувам со она што го имам. Знам да живеам и во скудност,
знам да живеам и во изобилство. Научен сум на се и сешто, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие да сум, и во немаштија. Се можам преку Исус Христос, кој ме крепи, кој ми дава сила. Но, добро направивте, што зедовте учество во мојата скрб, во грижата за мене. А знаете и вие, Филипјани, дека во почетокот на проповедањето на Евангелието, кога отпатував од Македонија, немаше ниту една црква нешто да ми даде или нешто да примам, освен од вас. Зашто и во Солун, еднаш и повтор пат, ми пративте нужни работи. Ова го велам не дека сакам да ми давате, туку го барам плодот кој се умножува во ваша полза. Добив се и имам во изобилие. Се пренаполнив со блага, кога го примив од вас испратениот дар преку Епафродит, кој е мирис сладок, жртва пријатна, благоугодна на Бога. Мојот Бог, по своето богатство, нека ја исполни секоја ваша потреба за слава преку Христос Исус, а на Бога, нашиот Отец, слава во вечни векови. Амин. Замислете како локална црква да добиеме едно такво писмо од апостол. Да имаме таа чест да го примеме во писмо и да го читаме за нас како црква. Да апостолот кој е пратен од Господ, да врши таа прекрасна мисија да каже: од вашите блага јас се наситив, презаситен сум. Само вие ме поддржавте, само вие стоевте позади мене. Фала ви за се. Господ изобилно нека ве благослови. Замислете да ги слушнеме овие зборови како локална црква. Кој благослов е тоа? Црквата во Филипи. Во воведот во посланието до филипјаните, можеби единственото место во кое Павле не чувствува потреба да се представува како апостол и да го брани своето апостолство, туку се представува само како дулос, како роб. Тој не чувствува дека неговата улога е загрозена во Филипи. Тој се чувствува прифатен со дарот, со повикот кој Господ го има за него. Во другите цркви апостол Павле ќе зборува што значи апостолска служба. И дури во 2 Коринтијаните, јас додека изчитував цело, додека спремав говорот, има апостол Павле ги моли Коринтијаните, го читав тоа на Фани пред некој ден, кај вика имало некои супер апостоли таму кои дошле и се им попуваат на црквата, кажуваат дека има апостоли, ама има и супер апостоли, знаете. И апостол Павле вика: сега малце ќе се правам на лудничав. Ве молам, истрпете ме. Ве молам, послушайте ме сега како ќе се зафркавам. Отприлика така го почна тој дискурс и кажува, мислам, буквално преувелича, саркастично зборува што можеле тие супер апостоли. Колку биле они јаки. И на крајот Павле вика: а јас ќе се фалам со мојата слабост. Зошто? Затоа што таму кај што сум слаб, Господ е јак во мене. Речи се во секоја црква се појавува некаков отпор или оспорување за тоа дали апостолството на Павле е вистинско или не. Апостол Павле ги охрабрува и нема потреба да се брани во црквата во Филипи затоа што знае дека е прифатен е неговиот авторитет, неговата служба. Тој се представува само како роб на Исус Христос. Досега има многу пати проповедано на темата служење, затоа што ова е денешната тема, служење. Завештание и служење во црквата. Има многу проповедано на темата служење во различни форми и не сака повторно да прочитам еден текст и експозицијски да работам на тој текст. Сакав да направиме еден поширок преглед за тоа како Божјиот народ му служи на Бог низ целата историја и верувам дека во таа богата традиција важно место им припаѓа на црквата во Филипи. Пред се бидејќи тие ја разбрале сршта на тоа што значи да се служи, што значи да се дава, што значи да се биде подкрепа за некој кој е во служба. Верувам дека црквата во Филипи, црквата на овие простори во првиот век, на вистина разбрале што значи вистинско предавање на Бог, кога ќе се предадеш на Бог во целост и служење со се што имаме. Јас сакам се на кратко само да образложам три категории, три начини на кои локалната црква може да служи. Првиот начин е служење внатре во црквата, во овој духовен аспект, во ова духовно тело.
едно тело сме и тоа подразбира дека како духовно тело ние треба да си служиме еден орган на друг. Служењето за духовниот раст на телото е многу важно. Со други зборови, апостол Павле во 1 Коринтијаните 12 глава тоа го нагласува, дека ние не сме собрани тука само за да примиме и да си отидеме дома, туку Светиот Дух, работата на Светиот Дух е повеќе слојна секако. Таа е за обнова на нас од самиот почеток. Прво ќе не го преседочи за гревот. Тоа е еден болен процес. Кога прв пат Светиот Дух ќе дојде во твојот живот, чувствуваш страшна вина. Зошто? Затоа што прв пат во животот го гледаш гревот таков каков што е. Ако никогаш во животот не си почувствувал вина и си викаш јас сум отприлика добар човек, прашањето е можеби Светиот Дух не те опресведочил, затоа што работата на Светиот Дух е да влезе внатре во тебе, да го извади, да извади твојата прљавштина на површина и ти се почувствуваш како да си максимално изложен, како гол да се почувствуваш. Тоа е чувството. И тоа чувство кај тебе треба да донесе покаяние. Покаяние заради гревот кој си го направил. Но Светиот Дух не престанува тука. Светиот Дух, тоа вечно растање во светоста, во христоликоста го почнува и овде на земјата. Веднаш Светиот Дух почнува со обновата на твојот живот. Веднаш. Почнувајќи од твоето срце, ти дава ново срце и почнува да ја менува твојата природа во целост. Сите твои навики, сите твои размислувања, ставови во животот, уверување во животот, тој почнува со се и почнува да обновува. И тој процес никогаш не престанува. Посебно не овде на земјата. Чим апостол Павле кажал, јас не сум го достигнал совршенството, тоаш верувам дека никој од нас не може да се пофали дека достигнал некакво совршенство. Во никој случај. Светиот Дух повторно и повторно се враќа на некои теми кои ни се болни и ни помага да бидеме обновени. Во целиот тој раст, во како да кажам, во целата таа работа на Светиот Дух, тој не само што лично нас не менува, тој нас ни дава дарови да можеме да изслужиме на заедницата. Некои ќе бидат пророци, некои ќе бидат евангелизатори, некои ќе бидат служители, некои ќе бидат молитвеници, некои ќе бидат што и да е. Светиот Дух ќе даде многу дарови преку кои ние сите мораме да се служиме еден на друг. Тоа е целата поента. Затоа што ова тело треба да расте, ова духовно тело треба да расте. Христос е главата, ние сме органите. И во еден момент, знаете, апостол Павле во црквата во Коринт, во таа 12 глава, пишува дека веројатно имало надпревар таму. Чии дар е поголем? Знаете, тоа обично, слушај, ти што пророкуваш, ама ја во јазици зборам. Знаеш. Или ти проповедаш, добро е тоа. Јас имам дар на молитва, можам 5 сати у молитва да поминам, да те видам. Може би каже, а ти само имаш овој дар за служење? Да, тоа не е некој дар, тоа може секој да го прави. Ти имаш дар за слушање? Голема работа. Не. Павле вели, мора да разбереме дека ние сме како тело, како органи кои се требаат еден на друг. И Павле нормално таа слика ја носи во како да кажам, во еден нелогичен сплет на околности, вика не може окото да ја каже на раката не ми требаш. Не може така. Не може ногата да каже на ушето, знаеш што ти не си ми потребен, јас сум поважен. Ние сме едно тело, кога еден орган страда, сите не боли. И ние мораме така да оперираме. Тоа е еден начин на кој црквата духовно служи. Сите со нашите дарови кои Господ ги дал. Секој има посебен дар. Секој апсолутно има посебен дар со кој Господ нас не предизвикува да служиме. И сите дарови се толку многу различни. Дар на музика, дар на организација, дар на охрабрување, дар на молитва, дар на давање, дар на служење, дар на проповедање, различни дарови. Телото е преполно со дарови од Светиот Дух преку кои си служиме ние. Функционираме како едно тело. Во поздравот на писмото до Филипјаните, апостол Павле открива дека црквата функционира во сите своји дарови и во сите своји делови. Знаете ли како го видов тоа? Во поздравот, Павле ја поздравува заедницата во Филипи заедно со епископите и со старешините. Таму веќе има форма црквата.
според која действува, според која функционира. Воспоставени се тие некои улоги кои во другите цркви Павле тек треба да ги обучува. Што значи епископство, што значи старешинство, што значи многу од тие работи. Павле ги учи во црквата во Филипи, тој ги поздравува посебно. Црквата со епископите и диаконите и старешините и така натаму. Црквата во Филипи ни остави големо наследство. Вториот начин на служење, како локалната црква може да служи, е служење еден на друг лично во нашите материјални потреби. Сиромасите, болните, богатите, учените, неучените. Апостол Павле не поставува градација во тоа која категорија е поважна од црквата во другата, од друга категорија. Сите ние сме едно тело, сите ние сме подеднакво важни. Исус Христос подеднакво не сака и подеднакво умре за секој еден од нас. Нема градација. Во црквата која ќе дојдеме тука, ние сме сите подеднакво деца на нашиот небесен татко. Нема апсолутно никаква градација. Апсолутно никаква градација. Ние сме подеднакво вредни во очите на нашиот небесен татко. Апостол Павле проповеда дека во црквата треба да има единство и светост. А веќе тоа ги отворил сите општествени класификации на важност и ги отворила секаква можност за било каков елитизам. Нема елитизам во црквата. Сите ние сме деца. Сите ние си служиме и практично. Тој што има, треба да му помогне на тој што нема. Не мислам на финансиски. Тоа го вклучува и финансиски. Но тоа ги опфаќа сите можни аспекти од нашиот живот. Тој што има, треба да му помогне на тој што нема. За сите дарови тоа важи. Минатиот пат ја исцрпивме таа тема за тоа како црквата во Филипи служеше на сиромасите или погодените во тој момент во црквата во Јерусалим и собрале многу повеќе од колку што апостол Павле очекувал. Вика, многу повеќе собраа, од повеќе од нивните можности. И дадоа пример за сите цркви низ која апостол Павле поминуваше и собираше доброволен прилог. Третиот начин на служење, многу важен начин на слушање, е слушање преку еден човек кој е спомнал повеќе пати, се вика Епафродит. Локалната црква служи преку луѓе кои се како Епафродит. Денес сакам да нагласам и да ви представам служење кое можеби се уште не е познато за нашата црква во Македонија, не само во нашата локална црква. Во Македонија тој концепт се уште го нема. Тоа е категорија на служење во која црквата е повикана. Тоа не е опционално тоа. Црквата е повикана. И тоа во суштина ја покажува зрелоста на црквата во некој регион. Дали може црквата да служи на тој начин или не може. А кој бил Епафродит? Епафродит бил човек кој пратен од црквата во Филипи да го придружува Павле во мисиските патувања. Епафродит, знаете што бил? Бил мисионер. Служител, мисионер, заедно со апостол Павле. Апостол Павле во Филипјаните 2 глава 25 стих тоа го нагласува, вели: сметам дека е потребно кај вас да го испратам братот Епафродит, значи цело време со апостол Павле, тој човек, мој сотрудник и соборец во војувањето, а ваш пратеник и помагач во потребите мои. Тој е Епафродит. Многу важен човек. Тоа би требало да потикне размислување за еднината на оваа локална црква и за црквата национално. Ние веќе имаме еден мал почеток. Почеток на таа мисија во Африка. Можеби тоа е, како да кажам, не може да се спореди со тоа некој да пратиме некого некаде во мисија на долгорочно, но верувам дека тука е зачетокот. Ние како локална црква се учиме дека има заедници во светот на кои многу им е потребна нашата помош. Нашиот благослов им е насушно потребен. Без разлика дали тие луѓе ние ги знаеме лично или не. Мисијата да одиме да го носиме Божјото царство низ целиот, Божјата порака да правиме ученици од сите народи, Божји ученици,
како што е на црквата во Америка или во Чешка или кај да е, тоа бреме е и на црквата во Македонија. Прашањето е, дали ние пристапуваме зрело да размислуваме и дали тоа ни е на радар некаде во иднина да поддржиме некого во таа мисија. Обично во последно време се поддржуваат мисии кои се малце попластични, знаете. Да поддржуваш некого кој е во мисија, па и немаш многу што да видиш. Ама ако треба да се направи бойлер некаде, ти ќе дадеш финансии затоа што бойлерот го гледаш и решава реален физички проблем. И сите тие се важни мисии. Но верувам дека духовниот глад е толку силен што црквата мора да размислува за понатака, да најде некој свој епафродит од внатре и да го прати на таа важна мисија, да го носи евангелието таму каде што го нема. Служењето има многу, се манифестира на многу начини. И знаете ли што? Тоа е во суштина главниот принцип за да се биде Божјо дете. Тоа е главниот принцип да се расте во Божјото царство. Кога апостолите се расправаа кој е поголем, Исус им вели вака: абе вие расправајте се кој е поголем, ама принципот на водство во светот и во Божјото царство е сосема друг. Различен е. Во светот тие кои ќе се докопаат до моќ, ти ги малтретираат сите под себе. Газат преку луѓе кои се паднати за да дојдат на моќ, за да може да ги малтретираат сите под себе. Во црквата не е така. Исус вели во моето царство, тој што сака да биде најголем, треба да биде слуга на сите. Со други зборови, знаете што вика Исус на апостолите? Подобро уште сега навикнете се да служите. Затоа што веројатно во голема мера тоа ќе го правиме цела вечност. Навикнете се на служење. Служењето е дар. Да знаете. Тоа не е казна. Служењето е дар. Да можеш да служиш. Тоа црквата во Филип го разбрала. Како не треба да служиме? Има многу примери во Библијата како треба и како не треба. Еден начин на како не треба да служиме се Ананија и Сафира. Како знаете од дела апостолски, кога сите продаваа и ги носеа парите кај апостолите, и тие дел од парите си сокрие и излажат дека тоа е целата сума пари. Тоа е, толку е. И двајцата умреа. Не треба да се плашиме, но мораме да знаеме со кого си имаме работа. Апостол Петар им кажа: вие не ми излажавте мене, но излажавте Светиот Дух. А Светиот Дух продира многу длабоко во нас, преку дарот, преку служењето гледа внатре во нашето срце. Или служење со горчина. Така, еве како не треба. Например, што значи служење со горчина? Доаѓате тука и гледате дека тука не е изчистено. Не е изчистено. Јас ќе изчистам. Дај ова празнукалката. Аман. Или кога треба да се служи, а на мене секогаш најтешката задача, ќе го направам тоа, ама нема да заборавам. Тоа не е служење. Никој не се пријавува за да служи во тоа. Добро е, јас го завршам, ајде. Овие, знаете зашто се смееме? Затоа што тоа веројатно често пати се секојдневни ситуации. Секојдневни ситуации се тоа. Тоа анализа почнувајќи од моето срце. Тоа не е служење. Преку тоа служење Бог го гледа нашето срце. Преку секое служење. Третиот начин на служење е служењето на Каин. Носиме дар, но после, додека го носиме дарот, гледаме во дарот на нашиот ближен и се надпреваруваме. Имаме горчина, ако нечи дар е поголем. И го убиваме братот. Павле ја видел таа опасност дури кај филипјаните, колку и да бидат црква за пример. Павле во втората глава ја вели: нека мислите на Христос бидат во вас. Не правете ништо од надпреварување, апсолутно ништо. Ништо од надпреварување. Не се правете поголем еден од друг. Сметајте го секој што е до вас за поголем од вас. Служете се еден од друг. Имате истата мисла која што имаше Христос, кој иако беше во Божјо обличе, не го земаше тоа како грабното,
туку се лиши од се и зема обличие на слуга, стана еден од нас и умре дури и со смрт на крст и не даде совршен пример како да се служиме еден на друг. Кога служиме и кога даваме, Бог гледа внатре во срцето. Преку дарот, преку служењето, Бог не гледа директно во нашето срце. Една од важните лекции од минатата проповед беше дека Бог не гледа на големината на нашиот пари. Зборевме за пари, нели? Не гледа во големината на нашиот паречник, туку во големината на нашето срце. Во тоа гледа Господ. Преку нашите дарови, Бог директно гледа во собите, во внатрешноста на нашето срце, во мотивите, во сите тие скриени мисли. Во Библијата имаме еден прекрасен пример на служење со нашите дарови, и материјални и нематеријални дарови. Имаме еден пример во кој Божиот човек, Давид, служи на Бог преку тоа што дава, но не застанува тука. Тој служи верно и со својата улога во народот. Тој беше цар и со таа улога служи верно. И преку дарот кој му беше даден, преку дарот на музика, и со тоа служеше. Во еден момент Давид ги користи сите своји ресурси да му служи на Бог. Во прва летописи 29 глава во првиот до 10 стих, во првите 10 стихови, Давид ги врши сите тие, ги дава пример што значи да се даде. Тој ја припрема изградбата на храмот. И тоа кошта. Храмот бил едно од тие малку светски чуда на античкиот свет, Соломоновиот храм, така го викаат. И за тоа одговорен царот Давид, неговиот татко на Соломон. Тој ги припрема сите работи за храмот да биде изграден. И тој по пример им дава пример на целиот народ. Тој дава најмногу од сите за храмот. Подоцна следат старешините, подоцна следи народот. Даваат од тоа што го имаат за да се изгради храмот. И после тоа, кога Давид виде што се е собрано, вели вака, во прва летописи 29 глава 10 до 20 стих. Тогаш го благослови Давид Господа пред целото собрание и рече: Благословен си Господи Боже Израелов, од секогаш и за секогаш. Твое е, Господи, и величието, и силата, и славата, и победата, и блесокот, и се, што е на небото и на земјата. Твое е, Господи, царството. Ти стоиш на цел дозгора како владател. Да не забораваме, ова се зборови на цар. Тоа требаше народот да му го пее на царот, а во овој случај царот го пее на Господа. Цар кој го признава Божјото владење. Цар кој знае дека не е апсолутен. Давид овде се однесува онака како што Бог заповедаше, а тоа е дека тој е надгледник на народ кој е Божи. Тоа му е дадено сега на Давид, не е во негова собственост. Бог останува царот на Израел. И Давид продолжува: од тебе се и богатството и славата. Ти владееш над се. Во твојата рака е и силата и цврстината. И во твојата власт е да издигнеш и да зацрстиш се. И сега, Боже наш, те славиме и го фалиме Твоето величествено име. Зашто кој сум јас и кој е мојот народ да можеме да жртвуваме толку? Но од Тебе е се. И добиеното од Твојата рака Ти го даваме. Зашто ние сме тугинци пред Тебе и придојдени, како и сите наши татковци. Нашите дни се како сенка на земјата и нема надеж. Господи Боже наш, сето ова богатство што го приготвивме за да Ти изградиме дом на Тебе, на Твоето свето име е од Твојата рака и се е Твое. Знам, Боже, Давид сега промислува сам со себе си, вели: знам, Боже мој, дека Ти го испитуваш срцето и ја сакаш искреноста. Јас со чисто срце го жртвував сето ова и сега гледам дека и Твојот народ, кој е собран тука, со радост жртвува за Тебе. Може би требаше да прочитам што се дадоа Давид и народот. А Давид наместо да се прослави себе си како оној кој најмногу жртвувал, тој признава дека дури и се да даде што има, сепак дава од она што првин Господ на него му го дал. Тој само го враќа назад на Господ. Но веднаш после тоа, после сите жртви на Давид,
тој ја открива Божјата тајна. Знам Боже мој дека ти го испитуваш срцето и ја сакаш искреноста. Преку дарот, знаеше Давид дека Господ преку дарот, преку служењето, преку жртвата, Бог гледаше директно во неговото срце. И Давид завршува со една доксологија, со слава. И повторно срцето го спомнува неколку пати. Господи Боже на Авраам, Исак и Израел, нашите предци, запази го тоа за секојаш, тоа расположение на срдечните мисли во твојот народ и насочи го неговото срце кон тебе. Не до дарот, до срцето е. А на синот мој Соломон дај му честно срце, за да ги запазува твоите заповеди, твоите одредби и твоите повелби, да го извршува сето тоа и да ја изгради зградата на твојот дом, за која сум приготвил се. А на целото собрание Давид му рече: благословете го Господа, нашиот Бог. И целото собрание го благослови Господа Бог на предците своји, па коленичеа и му се поклонија на Господ и на царот. Во секое служење, во секој аспект од нашето служење треба да го имаме срцето на Давид. Ништо од тоа што давам или служам не е мое, туку е од Господ, јас само го вракам назад. Давид послужи и со своите материјални добра, но и послужи на Бог со својата позиција како цар и му ја даде сета слава на Бог. Поентата во служењето е ставот во срцето. Како што можеме да забележиме дека Бог најмногу гледа на срцето. А сега да го прочитаме нашето завештание, наследството кој го имаме од црквата во Македонија од првиот век. Ќе прочитам текстот со која почнавме оваа серија. Вели вака: Браќа, ве известувам за благодатта Божја дадена на македонските цркви, дека и покрај големото испитување во маката, нивната радост беше изобилна и покрај нивната длабока сиромаштија покажаа големо богатство во нивната дарежливост, зашто според нивните можности, па дури и преку нивните можности, јас сум сведок дека тие даваа доброволно. Не молеа многу усрдно да го примеме нивниот дар и учеството во прислужувањето на светиите. И тоа не како што се надевавме, туку тие најнапред сами себе му се предадоа на Господ, а потоа и нам, по волјата Божја. Го молеа Павле. Павле, те молам, прифати го нашето служење, прифати го нашиот дар, да биде за благослов на мисијата. Дали во нашето срце има таква вистинска, искрена желба за служење? Дали усрдно молиме Господ да не употреби да служиме на црквата? Дали го молиме Господ? Дали се радуваме кога сме повикани да служиме? Сме именувани понекогаш да послужиме со нашиот дар? Дали имаме радост за тоа? Како реагира нашето срце на отворената прилика за служење? Господ преку секој дар, преку секој служење гледа внатре во своето срце. Може и понекогаш за нашите собствени лични потреби, за нашиот бизнис ќе направиме се кој е за Бог, тоа може да се одложува, да се почека, да биде понеквалитетно за сите тие работи. Господ преку сите тие работи гледа директно во нашето срце. Гледа што носиме. Црквата во Македонија од првиот век ни остави неверојатно завештание, кој верувам дека со себе носи огромни благослови. Тоа апостол Павле го потенцира понатака. Тој повторно ги набројува даровите и вика ги набројувам за да знаете дека се молам Господ да ве благослови изобилно. Изобилно во свое време Господ ќе ви даде се што ви е потребно. Нека ги преиспитаме нашите срца. И нека видиме дали најпрвин како црквата во Филипи се имаме предадено целосно на Господа. Па после тоа служењето и црквата ќе оди со лесно. Ајде се молиме. Татко наш небесен, како што вели твоето дете Давид, Господ Боже мој, се е од тебе, Господ Боже мој, само ти го враќам тоа што ти си ми го дал, Господи. Почнувајќи од нашите материјални добра,
до нашето духовно наследство, до нашите креативни способности и дарови кои ги имаме, Господи Боже мој, се од Тебе, ние повторно го враќаме назад кон Тебе. Боже мој, помогни ни преку работата на Твојот Свети Дух внатре во нашето срце, да видиме со какви мотиви служиме, со какви мотиви даваме. Помогни ни, Господи Боже мој, да се поправиме, Господи Боже мој. Помогни ни да пристапиме со искреност, затоа што, Господи, Ти тоа го цениш. Ти гледаш во срцето и ја цениш искреноста, Господи. Боже мој, од друга страна, не можеме никогаш да те лажеме. Ти, Господи, го читаш нашето срце. Затоа те молам, Господи Боже мој, помогни ни целосно да се предадеме први на Тебе, а после верувам дека со леснотија и со радост ќе служиме на Твојата црква на земјата. Господи, те љубиме со целото наше срце. Прими ги сите наши дарови, целото наше служење, нека се до тоа биде за Твоја слава. Амен.